Вака изгледаше обидот на медиумските екипи да добијат изјава од еврокомесарот за проширување. Оливер Вархеј реши да ги избегне новинарите за време на посетата на Скопје, прва по изборот на владата на премиерот Ковачевски. Пораките за владиниот врв и за јавноста ги сподели преку Твитер. Посветени сме на продолжување на напорите за почеток на пристапните преговори пред крајот на француското председавање со Советот на Европската Унија. Македонија е дел од Европа. Нема време за губење за забрзување на процедурите, напиша Вархеј. По средбата од кабинетот на Ковачевски соопштија дека било констатирано дека европските интеграции на Северна Македонија и на соседните земји се потреба на Западен Балкан, но и на самата Унија. Постои согласност дека сега е моментот за деблокада на евроинтеграциите на Република Северна Македонија, што во спротивно може да остане уште долг период отворено прашање, а тоа не е од полза на ниту една од страните. Премиерот Ковачевски нагласи дека тој останува посветен исклучува на принципите на почитување на европските вредности и на разговори базирани на респект и достоинство, за што се согласиле со премиерот Петков при воспоставувањето на диалогот, се вели во владиното соопштение. Сличен беше заклучокот и на вчерашната средба на Вархеј со Кирил Петков во Софија, дека имале отворен разговор за идните чекори кои ќе водат кон одржување на првата меѓувладина конференција со Северна Македонија. Ваква порака се очекува од утрешната посета на Скопје на помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија, Карен Донфрид, која е на турнеја низ земјите од Западен Балкан. Според Стейт Департментот, на средбата со владините представници, Донфрид ќе сигнализира силната американска поддршка за почеток на пристапните преговори со Европската Унија и ќе повика Северна Македонија да продолжи блиската соработка за низа регионални, безбедносни и одбранбени прашања за промовирање на демократијата и регионалната стабилност. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.